Како поинаку да се нарече државната политика која што премолчува закани и изјави од соседна држава, изјави и закани од председател на соседна држава за активирање и испраќање на разузнавачки служби, полициски структури и други во политиката опишани како непријателски дејствија, освен како понизна, полтронска, адржавна, колонијална, подчинета на странски интереси. Дали не е понижувачко премолчувањето и немањето соодветна реакција на Македонија, поточно на Зоран Заев и на Стево Пендаровски? Дали официјалниот молк под витканата кичма од нив кон заканите од бугарскиот председател Румен Радев не се понижувачки за цела држава Република Македонија? Токму таквата подчинета и државна политика му остави место на бугарскиот председател Румен Радев директно да се меша во внатрешните работи на Македонија. При тоа, Македонија се именува како држава од двете страни на Вардар, како да се работи за неименувана територија. Се упатуваат закани, се одржуваат средби на разузнавачки служби, полициски структури, бугарската армија можеби, за да се делувало во Македонија. Румен Радев организираше состанок со безбедносни и разузнавачки структури за акција за наводно штитење на бугарско малцинство во Македонија, а Зоран Заев со еден подпис се откажа од македонците во Бугарија. Сега, Заев, дали гледаш колку ти е свитка на кичмата? Секоја нормална држава во ваков случај веднаш би ги презела сите дипломатски механизми кои што и стојат на располагање. Механизмите на Европската Унија, на НАТО, на Обединетите нации, механизми кои што барем декларативно стојат на страната на нападнатите. Бидејќи според дипломатски речник, ова е напад. Македонија тоне на меѓународна сцена заради понижувањето прво од Заев, па од Пендаровски, па од сите надолу во власта. Со изјавата на Радев и изостанувањето на официјална реакција, дипломатска нота, повикување на амбасадор во МНР е уште едно Заево виткање на кичмата. Зоран Заев ја загрози државноста. Загрозен е и уставот и суверенитетот на државата. Погазено е начелото на сувереност, гарантирано со меѓународното право, но и начелото за немешање во внатрешните односи на други држави, исто така гарантирано со меѓународното право. Погазени се и принципите на НАТО. Што би рекла Шекеринска, ова е прва директна закана за испраќање на странски разузнавачки служби да делуваат во Македонија, откако сме членки на НАТО. И тоа од кого? Од Бугарија, партнер на Македонија во НАТО. Со официјалниот молк и неубедливите настапи, Заев и Пендаровски не се ништо повеќе од полтрони и соработници на Радев во понижувањето на Македонија.